Ајде, нема да имаме никаков проблем. 9 часот и 16 минути оваа најава за репортажата ќе ја проследиме за кусо. Претходно имаме еден навистина интересен разговор, затоа што Куманово уште еднашка ја докаже својата слава како град на боксерските шампиони. На годишниот меморијален турнир Мирослав Петровиќ учествува рекорден број на боксери од повеќе земји, а атмосферата на отворениот ринг на градскиот плоштад практично ги пленеше вниманието на сите кои што беа таму присутни. Денеска во студиото е со нас спортскиот директор на боксерскиот клуб Куманово, Самет Салиевски, и идеен творец на овој меморијален турнир, како и двајца најдобри млади боксери од Куманово, Јоаким Јовановски и Дженер Билјали. Ке зборуваме секако за успесите, за организацијата и за идните предизвици како на кумановскиот бокс, така и на воопшто боксот овдека кај нас во Македонија. Господа, ви благодарам што ја прифативте поканата и еве што ова утро заедно со овие златни момчиња сте овдека со нас во студиото на СК Македонија. Добро утро и благодарам на поканата. Господин Салиевски, градскиот плоштад, поправете ме, 4 дена пулсираше во ритмот на боксот. Каква е првата слика што ви се појавува кога ќе се навратите на деновите кои измина? Пред се уште наш благодарам на вас, на сите. Со тебе сум веќе многу години во комуникација, за многу активности. Сепак еве уште наш благодарам што ја прифати нашата покана да бидеме дел од утринската програма и на сите. Боксерскиот клуб Куманово е долгогодишен, знаете вие дека Куманово е со многу таленти, со многу боксери, олимписки шампиони и така натаму. Идејата е да биде турнирот меѓународен, се оствари и желба да биде во плоштадот во Куманово прв пат во градскиот плоштад, после не знам колку години. Боксот, мислам, нека 70-80 години во Куманово, за прв пат ние направивме една манифестација која што доликува за еден град како што е Куманово, олимписки. Плоштадот живееше 4 дена со боксот. Имавме од секаде, од сите страни имавме боксери, шампиони, и тоа дојдоа прави боксери на турнирот, и сите наши македонски репрезентативци кои ги бранеа боите на репрезентација на Македонија. Доследно ја браневме и, да ви кажам, јас сум презадоволен од самата организација. И самиот турнир достигна еден големо ниво на самата организација, и ние сами како организатори на самиот турнир, јас како директор на спортски директор на БК Куманово и во организација на целиот настан, имавме огромна задача пред се да направиш една манифестација на отворено и меѓународна од повеќе држави на боксери. Тоа е голем залак. Со целата организација кој што бевме во чело на председателот на Влајко Стојчевски, кој е исто така председател на боксерскиот клуб Куманово, дадовме максимум да се направи, да се организира. Не можевме ние да направиме доколку ја немавме поддршката и на градоначалникот Максим Димитриевски и Советот општина Куманово. Секако дека мора да спомнам уште еден човек кој што е градоначалник на Петровец, Борче Митевски. Боксер исто бивши на Куманово, кој што ни даде огромна поддршка за да се направи една таква манифестација. Еве, гледаме во моментов како изгледаше практично плоштадот во Куманово. Плоштадот во Куманово беше препон. Значи имавме ние 3 дена активности. Ваква манифестација да се направи огромна е задачата и огромна е одговорноста. Но јас морам да кажам и да спомнам дека ни дадоа огромна поддршка и Сојузот на спортовот град Куманово, кој што неуморно работеа на целата манифестација. Би сакал, ако ми дозволиш, да ги поздравам луѓето кои што дадоа допринос на самата манифестација. Ако смеам да кажам, Иван Столиковиќ, исто така потпредседателот на владата, ни даде огромна поддршка. Морам да спомнам дека и федерацијата, Боксерска федерација организација исто така дел од самата организација на самиот турнир. Оно што сакам, Салиевски, да ве прашам, споменав и во најавата, вие сте идеен творец на овој турнир кој го носи името на легендата Мирослав Петровиќ, но зошто токму името на Петровиќ и што символизира тој за кумановскиот спорт, да им објасниме на нашите гледачи кои, можеби не се запознаени? Оние кои младата генерација кој не го знае Мирослав Петровиќ. Петровиќ даде 50 години од својот живот за боксот во Куманово.
и за општо за Македонија и за бившата Југославија. Тој створил двајца олимписки шампиони, Реджеп Реджеповски, Аце Русевски и плејада на други боксери кои што произлегува од самиот Мирослав Петровиќ. Куманово е град на боксот, нели? Тука имаме шампиони. Но сега ние сакаме за Петровиќ, како човек кој што дал се од себе за боксот, да му извраќаме на еден ваков начин како што е турнирот Мирослав Петровиќ. Да живее и Петровиќ во името на боксот, нели? Кога би јас сега би се вратил на него, кога јас бев како боксер, тој како тренер, тогаш јас мислев, не. Одговорноста е голема да се биде тренер. Јас повеќе тресам и треперам кога боксерот ќе боксер од што он самиот што ќе боксер. Знаеш кој? Одговорноста е огромна и мислам дека Мирослав Петровиќ заслужува еден ваков турнир да го носи името негов и целата македонска боксерска јавност кој знае боксот и знае кој е Мирослав Петровиќ ќе се сложи дека човекот заслужува да има да носи ваков. Многу боксерски легенди исто така беа дел од овој. Да, така е. Да се соберат Аце Русевски, Иван, да се собере една плејада на боксери како бивша Југославија. Дај да ги споменеме за оние генерации кои што се повозрасни, кои што ги следеле. Можам да кажам двајца Кумановци. Аце Русевски, Реджеп Реджеповски, Борче Митевски, Тадија Качар, Слободан Качар, Вујковиќ, бугарскиот олимписки, светски шампион, 3 пати европски шампиони беше гостин. Реджеп Јакупи, исто така поранешен боксер. Влајко Стојчевски. Имавме оној што не беше како водител на самата програма имавме директен пренос од самата арена. Арена не го пренесе во живо и турнирот Мирослав. Тоа, знаеш, да ти дојде една ваква телевизија, да го пренесе и цел свет да го гледа, значи има тежина самиот турнир. Јас сум благодарен на сите оние, значи Мујо Баровиќ беше оној човек, европски првак на бивша Југославија, човекот одушевен од организацијата, ми вели самет, јас сум бил секаде и јас сум присутен на секој, али ваква атмосфера, ваков ритам, вакви луѓе, ваква публика во Кумано, јас секогаш кога дојдам тука ми се ежи снагата и го сакам Кумано и затоа и доаѓаме тука да го следиме. Така. Во студиото ни се и двајца одлични млади спортски надежи, Јоаким Јовановски, најдобриот боксер во јуниорската конкуренција на турнирот. Младинска категорија. Конкуренција на турнирот Мирослав Петровиќ и Џанер Јали. Тој е најдобар во кадетската. Во кадетската, да. Конкуренција. Момчиња, ќе ни раскажете ли малку еве за вашето искуство на турнирот? Ајде еве, Јоаким, ќе започнем со тебе. Како се чувствуваш што си избран за најдобар боксер на турнирот? Феноменално чувствувам. Чувствувам и тешко беше спремањето. Турнирот и борбата не беа толку тешки, имаше малце напнатост. Малце напнатост, многу публика. Тој град, тука сите те поддржуваат, очекуваат да направиш успех голем. И малце беше напнато, но морам да кажам дека спремањето беше понапнато. Добро, какво беше чувството да се боксува пред толку многу публика? Сега велиш, нели, на домашен терен пред своите, но веројатно и дека тоа се носи некоја тежина, дека мора да си ги оправдаш очекувањата и на своите колеги од клубот и нели на генерално кумановската јавност. Да, очекува сите навива, нели, нормално. Мој град сите очекува да направам успех. Трема, немаше многу трема, но имаше големи желби и очекувања од моја страна. Му го посветуваш ли некому овој пехар или победава генерално? Му посветувам на мојот тренер Саме Салиевски, на мојот татко, на моето семејство и на, морам да го спомнам, Бигорскиот манастир, зашто одам долг период таму. Ми помогна да се спремам физички и да се изградам како личност која што сум денес. Браќата од Бигорскиот ми се најдобри другари. Вистински браќа. Џанер, со кого беше најтешко да се боксува на турнирот? Каде настапи сега? У Румунија ќе да боксува со Грција. Со боксерот од Грција? Да. Ние, Џанер Бинали, имавме ние претходно еден турнир меѓународен, еден многу јак турнир, се викаше Дракула Опен, тоа е во Романија, еден многу јак турнир, кај учествуваат 24 држави, некаде околу 600 боксери. Џанер имаше прекрасна борба, имаше прав спектакл во Романија.
Во Куманово Џанер Билали боксуваше, имавме во таа категорија 3 боксери и морам да кажам нешто дека ние имавме 18 држави пријавени за Мирослав Петровиќ. Од 18 држави ни се одлепи околу 7 држави, затоа што сега во моментот имаме две паралелни боксерски федерации. Едната е ВОРД, едната ИБА. ИБА е Европска боксерска федерација, а другата е светска. А другата е светската. Сега светската боксерска федерација нормално дека има повеќе удел во тоа затоа што има олимпијада, можеш ако си во ВОРД можеш да настапиш во олимпијада. Ако си во ВОРД нема да ти дозволат да настапиш. Сега тука мислам дека и ние како наша национална боксерска федерација на Македонија ќе земеме исто така земавме ќе аплициравме да бидеме и ние дел од светска боксерска федерација. Се надевам дека ќе не прифатат и ќе влеземе во тој дел, во тоа семејство кај што се сите боксерски федерации и ние ќе бидеме дел од тоа. Се надевам дека и понатаму овие момчина се прекрасни двајцата, пред нив е огромна кариера. Очекувам и понатаму Куманово да направи двајца и може имаме и многу повеќе деца, но овие се двајца талентирани, перспективни боксери кои што очекуваме од нив, затоа што сега имаме две европски првенства. Џанер Билали има сега другиот месец му е јули, ќе има европско кадетско првенство, а Јоаким ќе има септември омладинско европско првенство. Очекувам од нив двајца некој медал да освоиме и да се гордееме сите ние и Куманови и цела Македонија. Така. Сигурен сум во тоа. Би се навратил само накусо околу турнирот, што значи овој турнир за Куманово, но не само за спортот, туку и за економијата, за туризмот, за промоцијата на градот Куманово. Така е. Мислам дека сите држави кои беа 11 беа дел од градот кој живеа со бокс од 3 дена во Куманово. Имавме некаде околу 130 боксери, учесници сите на целиот турнир. Сите купува сувенири од градот Куманово. Сите нешто зима, ги посетија продавниците, бутиците, нели, кај што ги имавме тие во градот Куманово и сите имаа желба да дојдат да прошетат во Скопје, да го видат Скопје. Јас делегацијата на романската делегација, кој што ни беше делегат и романецот, изрази голема желба да ги прошетам во Скопје. Так. И прошетав во Скопје, одушевени. Одушевени се од градот и атмосферата и така натаму. Исто така турската делегација изрази голема желба да ги прошетаме во Скопје. И шетавме во Скопје, купија сувенири. Види, тоа на нас турнирот ни дава поголема желба, поголема мотивација и да го презентираме градот, да ја презентираме државата и да го презентираме боксот и да го вратиме боксот кај што му беше местото. Боксот во едно време беше број 1 во Куманово и во Македонија. Знаеме дека тука имаме шампиони, европски, олимписки, европски, светски, балкански и така натаму. Се надевам дека и очекувам дека Националната боксерска федерација на Македонија и Министерството што е сега за спорт ќе дават поголем допринос и ќе дават поголем акцент за боксот, да го вратиме боксот кај што му е местото. Младата генерација, младата популација кај што се нели имаме деца нови, млади кои што сакаат да настапат, да бидат дел од боксот, да се такмичат. Имаме големи таленти. Македонија ама секогаш имала талент. Ние сме таков народ. Да не зборувам за Куманово. Куманово е посебно за он е расадник на боксери. Расадник на боксери се. Таму растат новите имења како Јоаким и Џанер. Јоаким, што ти беше најдраго од целиот турнир? Победата, пехарот или поддршката од публиката? Поддршката од публиката дефинитивно. Дефинитивно. Успесите се големи, ама нема нешто поубаво од домашната публика те поддржува најмногу. Така, Џанер исто и кај тебе претпоставувам. Да. Они домакини така да сите двајцата домакини кога излегува, знаеш која е публиката, која е овоција, кој е, знаеш, луѓето ги едва ги чекаат да излезат. Мислам дека площадот, идејата за площадот, мора да кажам, ми беше една голема желба да го остварам тоа. Не знам колку време беше сето тоа да го направиме во площадот, пак безбедносни, нели, сега како ќе биде, што ќе биде, но благодарам на МВР, кои што сварно работеа неуморно 3 дена да биде безбеден целиот простор, секоја чест и немавме никаков проблем и толку народ, площадот беше препол и толку народ да биде контролиран сето тоа. Јас сепак пак
на тие луѓе кои што беа со нас им благодарам. Уште еднаш се надам дека и понатаму ќе не поддржат и нашата желба, идеја да се осварат, што е? Куманово или да биде домакин на еден од европски или светски боксерски рамки. Што значи? Да биде едно светско првенство во Куманово или европско првенство да биде во Куманово. Затоа што ние сме спремни како град да направиме еден таков турнир, затоа што искуството е огромно. Веќе ние немаме никаков проблем за тоа. Ви благодарам за тоа што бевте тука. Јас се надевам дека со ентузијазмот и енергијата со која што еве и во изминативе години, не само за овој меморијален турнир послевете на Мирослав, него и генерално како боксерски клуб ќе го постигнете и достигнете тоа да токму Куманово еден ден биле местото каде што боксерите ќе си ги одмерат силите на едно светско или европско првенство. Ви благодарам и на тоа што еве овие млади таленти продолжуваат и го сакаат овој спорт и што ова утро ја споделивте со нас оваа инспиративна приказна за спортот, посветеност и за тоа како една идеја може да прерасне во манифестација со меѓународно значење во кое што 11 држави не биле наши овдека домаќини. Ви честитаме за турнирот и секако ви посакувам уште многу успеси како и за боксерскиот клуб Куманово, така и за целото спортско семејство што го создавате. Благодарам Иван уште еднаш што ни даваш простор за да промовираме спортскиот дух, тоа е боксот. И ги поканувам сите млади кои што сакаат да бидат членови и дел од боксот. БК Куманово е отворен да ги примаме сите таленти кои што сакаат да дојдат да тренираат и да бидат дел од некој си шампион во некој идно време. Ви благодарам уште еднаш, поздрав и до вас, момци, ви посакувам многу среќа во сите идни настапи кои што ќе ги Благодарам.